Што е ургентен центар? Која е улогата на докторите во ургентниот центар? Колку пациенти дневно се услужуваат, односно прегледуваат? Кој го одредува приоритетот, кој пациент ќе биде прв? На ова, меѓутоа и на многу други теми, утрово зборуваме со доктор Милан Клинкаров од приватната болница Аџибадем Систина. Докторе, добро утро, ви благодарам што ја прифативте поканата од Слободен печат. Добро утро и благодарам на поканата. Кажав дел од темите во најавата на кои што ќе зборуваме. Еве накратко за нашите гледачи да опишете што значи ургентен центар во еден клинички центар како што е во вашата болница. Така. Значи, ургентниот центар представува еден интегриран дел од клиничката болница Аџибадем Систина, кој што се бави со сите ургентни состојби на пациентите, дали од интернистички, дали од хируршки аспект. Како организациони структури можеме да го поделиме на педиатриски ургентен центар, каде што се опфатени најмладите пациенти до една возраст на 17 години. Од 17 години па нагоре и се прифатени во адултниот ургентен центар, кој што исто така ги опфаќа и гинеколошките состојби, ургентни состојби. Колку пациенти дневно се обслужуваат во вашата болница во просек? Така, значи... И дали тоа зависи, зборувам, од сезоната на грипови, во принцип, дали имаме во ковидот веројатно била поинаква ситуацијата, меѓутоа еве сега грипот и настинките. Така, значи во ургентниот центар бројот на прифатени пациенти варира, но можеме да кажеме дека има и сезонски карактер, кога некој наплив на сезонски вируси, како што и сезонскиот грип знае да ги наполни нашите чекални со пациенти кои што имаат одредена симптоматологија. Исто така можеме да спомнеме дека бројката е варирачка и секогаш голема, но имаме нели како лекари во ургентен центар триажна скала со која што ние се послужуваме, според која ние ги одредуваме и тежината на клиничката слика. Тоа ми беше веќе следното прашање, како одредувате кој пациент ќе биде приоритетен ако имаме, еве да кажеме, десетина пациенти најмалку во чекалница. Доколку имаме такви ситуации, а неретко ги имаме тие ситуации, се послужуваме со триажна скала. Триажна скала представува скала која што е одобрена од Светска здравствена организација, спрема која ние даваме приоритет на пациентот кој што има итност во состојбата, односно симптоми кои што бараат веднаш реакција. Кога имаме еве две итни состојби, ако има симптоми, да кажеме, на срцев и мозочен удар, каде се дава приоритетот? Така, сега во рамките на ургентниот центар, тоа мора да го напоменеме дека постои сала за реанимација. Сала за реанимација е простор каде што се внесуваат пациенти кои што имаат нарушени витални знаци. Тука спаѓаат сите тие нарушена свест, нарушен акт на дишење, нарушена срцева работа, дали ќе биде неправилна или отсутна срцева работа. Тука се пристапува со сите оние потребни мерки за згрижување на пациентот. Не ми одговоривте, значи ако има срцев или мозочен удар или двајцата пациенти веќе се примаат во... Ако веќе збориме за два засебни случаеви, да, и двајцата случаеви се примаат напоредно, дали во сала за реанимација или во дневната болница, каде што постои тим од лекари и од медицински сестри и техничари кои што се високо обучени да пристапат во овие состојби и исто така тим на невролози и радиолози за дополнителни исследувања, затоа што ургентниот центар не е непосредно поврзан со радиодиагностичките техники како компјутерска томографија, магнетна резонанција, зашто побрзо и пофлуидно решавање на овие итни случаи. Значи, доколку дојде еден пациент, еве попластично да им објасниме на гледачите, станува збор за ургентна состојба. Тој на едно место може да добие рентген, магнетна резонанца, компјутерска томографија и на крај да добие диагноза, предпоставувам. Апсолутно, да. Врз основа на таа диагноза, понатаму, дали го проследувате во болницата, дали доаѓа специјалист во кој што ја следи понатаму, дали се хоспитализира или отпушта дом? Така. Значи, првично, после иницијалната проценка на лекарскиот тим во ургентниот центар, се одредува во која насока ќе се движи лечењето на пациентот. Во таа насока на лечењето на пациентот се
известува ординирачки лекар од таа област, кој што ќе ги назначи дополнителните исследувања или пак ќе индицира хоспитализација за продолжување на лекувањето на пациентот во болнички услови. Има ли некаква статистика колку трае во принцип еден лекарски преглед на ургентен и што подразбира практично како почнува, како завршува? Така, значи ургентниот центар, како и самото име, малце алудира на нешто што се одвива побрзо од вообичаеното, што значи дека кај нас прегледот може да биде од неколку минути па се до десетина, 15 минути додека се обземат сите оние анамнестички податоци кои што ќе ни помогнат многу во поставувањето на точната дијагноза и правецот на дијагностицирањето на пациентот, така да можеме да сумираме дека доста брзо и ефективно пред се треба да трае тој преглед. Дали ви доаѓаат и пациенти кои што се во животна опасност, а се како последица на некоја сообраќајна незгода? И кој тука пријавува, доколку имаме тешка сообраќајна несреќа во која што имаме и жртви, меѓутоа имаме и тешко повредени, чија е тука одговорноста и кога доаѓа полиција практично? Дали докторот е тој кој што пријавува? Така, значи сообраќајниот травматизам е за жал честа појава која што се среќаваме ние како патологија во ургентниот центар. Нормално, како што напоменав, зависност од состојбата и зависност од тоа со какви витални параметри е донесен пациентот во ургентен центар, така и се пристапува од сала за реанимација до дневна болница и хоспитализација на травматолошко одделение, интензивна нега и така натаму, со тоа што доколку внатрешните органи немаат направено увид на лице место на сообраќајната незгода, лекарскиот тим е задолжен по службена должност да ги извести дека имаме примено лице со одреден тип на повреди или хоспитализирано лице со одреден тип на повреди во нашата болница. Зборуваме за луѓе кои што навистина имаат потреба, ургентна има состојбата, меѓутоа дали има такви кои што се хипохондрици? Знаеме дека хипохондријата е сериозна болест или состојба, да кажам, на умот. Дали сте имале такви пациенти, бидејќи сепак во текот на работно време веројатно може да се појави и некој таков? Така, значи таа група на луѓе се сепак луѓе кои што си поставуваат сомнение за својата состојба на база различни работи и субјективни чувства, но нормално ние сме отворени за сите тие нив, чисто заедно и со нив да ги разрешиме тие дилеми по пат на лабораториски исследувања, рентгенолошки, радиолошки, било какви, чисто да ги убедиме дека сето тоа што се случува е сепак некој субјективно чувство кој не е поврзано со некоја сериозна здравствена состојба. Имате ли хронични вакви пациенти или сепак станува збор за индивидуализирани случаи? Па постојат и хронични, но се обидуваме секогаш да бидеме професионални и секогаш со исто ниво на одговорност и сериозност да пристапиме кон разрешување на нивните дилеми. И за крај на интервјуто, докторе, една препорака до пациентите. Што е ургентна состојба, кога е моментот да се отиде на лекар, посебно за празници и викенди, еве се ближаат новогодишните и божикните празници, и дали секоја болка е сигнал дека треба да не прегледа доктор? Така, значи ургентна состојба е секое акутно влошување на некоја здравствена состојба или на хронична здравствена состојба. И секоја појава на некој невообичаен симптом пациентот кој што го искусува во моментот е дефинитивно мотив тие да се појават во ургентен центар за да ние го разрешиме тој момент, дали се работи за нешто тековно што го имаат или нешто што навистина има потреба од дополнителна дијагностика, па и третман. Сега како препорака за гледачите би можел да кажам дека се наоѓаме во една предпразнична еуфорија и период кој што знаеме дека ќе имаме доста причини за славење, па би упатил еден апел за едно одговорно славење, односно умерена употреба на алкохол,
да одбегнуваат управување со моторни возила под алкохол, исто така и конзумирањето на храна, сето тоа да биде умерено, затоа што секое претерување ќе ги донесе во ургентен центар. Да, крајот на криштата и да треба да завршат во ургентен, вие сте таму или некој од вашиве колеги, така да ќе може да им помогне, да ги хоспитализира доколку имаат потреба. Доктор Климкаров, ви благодарам за гостувањето. Вие, почитувани гледачи, останете со програмата на Слободен печат, следете на веб изданието и секако очекувајте го издавањето на нашиот весник. Ви благодарам за вниманието.